Како дека постојат намирници кои што имаат во себе високо количество конкретно на антиоксиданци кои што делуваат антиинфламаторно, како што се шумските плодови, боровинките кои што имаат навистина фантастичен ефект. Исто така авокадото кој што има во себе здрави масти, потоа апсолутно да, значи тука имаме се советува конзумирање на леќа, наут, исто така и на риба, конкретно на лосос и сардина, која што изобилува со омега-3 масни киселини, значи листестите зеленчуци кои што исто апсолутно изобилуваат со фолати, значи сепак имаме некои намирници кои што треба да ни бидат дел од секојдневната исхрана. Главном треба, нели, како викаат, барем 80% од храната во текот на денот да ти биде на здрави основи. Тука ќе се надополнам за да не го пропуштиме, да не пропуштиме таа информација дека 2/3 од тајнирот треба да биде храна богата со вода. Тука е овошјето и зеленчукот. Свежото овошје и зеленчук. А 1/3 да биде кондензирана храна, нели, или концентрирана храна. Таа третина да биде баланс меѓу здрави карбохидрати кои што се со низок гликемиски индекс, протеини обавезно и здрави масноти како што е масната риба, нели, како што се јаткастите плодови. Не случајно се вели изгледаш онака како што се храниш. За начинот на исхраната, како едно од важните битни моменти за успешно инвитро, секако и за суплементите, повторно со нашите доктор ендокринолог Марија Илиевски, доктор Татјана Гуржанова, која освен што е исклучителен гинеколог и дипломиран, сертифициран фактички нутриционист докторке. Само што не го применувам на себе, ама добро. Ајде да се пофалиме со дипломите. Храната во процесот на инвитро плодувањето и што е тоа што би смееле, што не би смееле, колку има влијание таа храна врз целиот тој процес. Како што споменавме во претходните епизоди, пациентите кои што се соочуваат со неплодноста и се подложени на инвитро плодување, се со безброј дилеми. Едно од тие дилеми е кои суплементи и која храна како да се хранат и дали воопшто промената, доколку имале претходно нездрави животни навики, дали промената во исхраната може потенцијално да го зголеми успехот од инвитро оплодувањето. Генерално студиите потврдуваат дека ако имаме здрав начин на исхрана, особено медитеранскиот начин на исхрана, компарирано со оние пациентки кои што не се хранат здраво, даваат позитивни резултати. Зголемен процент на успех на инвитро. И во поглед на успех на инвитрото, нели, на живородени и на самата имплантација на ембрионот, така што апсолутно не губите ништо доколку ако не сте се хранеле претходно здраво, почнете тоа да го направите веќе пред инвитро процесот. Меѓутоа се медитеранска исхрана, што значи тоа? Да, тоа јас сега ќе прашав, иако ние знаеме, нели, во името на гледачите, многу е лесно здраво храни се. Што значи здрава исхрана за еден инвитро процес? Значи, да не збориме за дебелина, да не збориме за инсулинска резистенција, да збориме за здрави млади луѓе кои што имаат некаков си репродуктивен предизвик. Здравата исхрана и кога говориме за здрава исхрана, сметам дека клучот е во балансот. Значи ние не треба многу сега периодот не треба да исклучуваме групи на макронутриенти и да се фокусираме популарна е кето диетата. Многу често пациентите ако се соочат со дијагноза на инсулинска резистенција комплетно ги сврлуваат јагнените хидрати, што е апсолутно погрешно. Значи има пациенти кои што сметаат дека мастите им се најголемиот непријател и ги исклучуваат мастите комплетно, што исто така е погрешно, бидејќи мастите се клучни за создавање на хормоните, на половите хормони, така што апсолутно клучот е во балансот. Сега кои се тие намирници? Многу често пациентите доаѓаат и ме прашуваат дали постои некоја супер храна, некои супер продукти кои што еден продукт ќе зголеми плодноста или ќе подобри шансата за инвитро. Одговорот е дека за жал нема една супер храна, меѓутоа секако дека постојат намирници кои што имаат во себе високо количество конкретно на антиоксиданци кои што делуваат антиинфламаторно, како што се шумските плодови, боровинките кои што имаат навистина фантастичен ефект.
исто така авокадото кој што има во себе здрави масти, Протеини. потоа апсолутно да, значи тука имаме се советува конзумирање на леќа, наут, исто така и на риба, конкретно на лосос и сардина, која што изобилува со омега-3 масни киселини, значи листестите зеленчуци кои што исто апсолутно изобилуваат со фолати, значи сепак имаме некои намирници кои што треба да ни бидат дел од секојдневната исхрана, кои намирници треба да ги избегнуваме. Секако дека процесираната храна апсолутно, значи храната која што изобилува со шеќери, со трансмасти, брзата храна, газираните пијалоци и воопшто пијалоците кои што се со премногу шеќер. Кога говориме за цедените сокови, многу често... Да, тука ќе да им поедноставам на пациентите, нели, кој има процесирана храна, се вика и што е процесирана храна, или со трансатурирани масни киселини, би рекла све што има баркод. Значи, све што има баркод нема врска со природниот изглед, тоа е процесирано, обработено, све што има баркод треба да се сведе на минимум. Сега ние не можеме во денешно време да не се храниме, нели, со процесирана да цедиме портокали. И постојано да цедиме портокали, нели, и све, но воглавном треба, нели, како викаат, барем 80% од храната во текот на денот да ти биде на здрави основи. Тука ќе се надополнам за да не го пропуштиме, да не пропуштиме таа информација дека 2/3 од тајнерот треба да биде храна богата со вода. Тука е овошјето и зеленчукот. Свежото овошје и зеленчук. А 1/3 да биде кондензирана храна, нели, или концентрирана храна. Таа третина да биде баланс меѓу здрави карбохидрати кои што се со низогликемиски индекс, протеини обавезно и здрави масноти како што е масната риба, нели, како што се јаткастите плодови, за да можеме ние во тој оброк да внесеме све што му треба на организмот. Јас не сум за двоење и науката не е за двоење на храната, нели, посебно протеини, посебно јаглехидрати, посебно масти, заради тоа што секогаш викам дека ние не сме буре што ферментира, туку тоа е еден сложен процес на варење на храната и за да телото се држи во еден баланс антиинфламаторен, или пошто медитеранската исхрана е антиинфламаторна, треба секој оброк да ги содржи сите состојки, и јаглехидрати, и масти, и протеини, и воглавно, главниот дел да биде храна богата со вода, а тоа е овошјето и зеленчукот. И во тој случај, ако конзумираме таков тип на храна, најголем дел и значителен дел, би рекла, од водата која што му е неопходна на телото, всушност е добиваме со зеленчук и овошје. Многу голем дел од пациентите ќе кажат: доктор, јас пијам по 2-3 литри на ден вода. Моето следно прашање после тој коментар е каков тип на храна конзумира, заради тоа што ако конзумирате вие храна со баркод, односно ако конзумирате храна која што е доста преработена со високо количество на сол и на шеќер, автоматски телото ќе гладува за вода и вие природно ќе внесувате многу поголемо количество на вода. Значи, дел од водата, ако се храните здраво, се внесува преку овие продукти и не кажувам дека вие не треба да пиете вода во тој случај, меѓутоа секако дека не треба да се силовате да пиете 2 или 3 или 5 литри ако не внимавате на исхраната. Што се однесува до коментарот за цедење на сокови, апсолутно би рекла дека заблуда е дека тоа е здраво, заради тоа што цедењето на сок, конкретно ако цедиме портокал, вие ќе искористите 3, 4, дури 5 портокали во една чаша сок и тоа ќе го исконзумирате веднаш. Вие со конзумирање на овој напиток не ги конзумирате здравите компоненти на портокалот, бидејќи тие раски и тоа што би го јаделе, би го исконзумирале доколку го изедете портокалот, изостанува, го конзумирате практично само шеќерот од портокалот и вие никогаш нема да изедете 5 портокали наедно. Значи ќе исконзумирате 1, максимум 2, автоматски дополнително ако имате инсулинска резистенција ја потенцирате, а доколку немате инсулинска резистенција се подложувате, нели, на зголемен ризик како континуирано. Многу грешка. Апсолутно, да, тоа е голема грешка. И плюс диетните влакна кои што се неопходни за здрави. Ние го изоставаме. Се повеќе и повеќе се зборува за микробиотата, цревна, репродуктивна, уринарна, на сите органи. Дека цревната микробиота се храни, дека пребиотик се овие влакна од овошјето и зеленчукот. И со самото цедење, дури со миксирањето, со кинење на влакната механички,
е лошо заради тоа што тие треба да се остават природни цели такви какви што се, да се џвакаат нели во устата, заради тоа што такви цели влакна се правата исхрана за микробиотата, микробиомот апсолутно заслужува своја епизода, бидејќи тоа последните неколку години стана актуелно, а секојдневно сме бомбардирани со информации во колку сегменти од здравјето може да делува. Значи баланс на микробиомот апсолутно делува во многу сегменти. Дури информација каде што ако вие поради некоја причина пиете антибиотик, неопходно време за да се регенерира микробиомот е навистина многу долго, со месеци, можеби и до година, а за да го регенерирате микробиомот, нели актуелни се пробиотици, меѓутоа повторно ќе напоменам, многу често е лекот во храната. Дури има една информација дека е неопходно вие континуирано во рок од една недела да јадете околу 30 различни зеленчуци, ако сакате да си го подобрите природно здравјето на микробиомот. Значи да имате листа од различни 30 најмалку зеленчуци, се со цел да му обезбедите хранливи материи и да може да се обнови микробиомот. 30 зеленчуци или 30 зеленчуци и овошје? 30 не, исклучиво за зеленчуци станува зборувам не по бројка, туку по разновидност. 30 различни зеленчуци. Значи, тоа е многу голем предизвик, значи јас и лично сум се обидела тоа да го испрактикувам и треба многу да сте фокусирани за да и покрај тоа што вие може да јадете оброци кои што се богати со зеленчук, тоа треба да биде разновидно и треба секој ден да внимавате во како викаат што повеќе боја има во текот на денот, тоа е подобро за вашето здравје и тоа не е залудно кажано. А друго, еве, баш за микробиотата ќе зборам и за многу популарните диети, нели сега кето диетата. Кето диетата нели тотално ги отфрлува јаглехидратите, дури и комплексните како што се од житариците, од сите житарици, од махунарките а тие се најбогати со тие нерастворливи влакна кои што ствари пребиотик за добро варење цревната флора. За цревната флора. Значи со самото уништување на таа ќе почне редукција на цревната флора после долго време, со самата редукција на цревната флора ние веќе цревото е незаштитено и може да абсорбира дури тешки метали од храната кои што ги има. Во храната што внесуваме и така наречената здрава храна е богата со токсини. Затоа се пере. Исто така и ова што зборевме дека многу пациенти на пример еве токму тоа сами одлучуваат да исклучат цела група на вакво макронутриенти како што се карбохидратите и на кето исхрана еднородна и тоа е пошто кето исхраната прави во суштина кетоза на телото, една покисела средина на телото и таа покисела средина на телото прави и кисела средина во фоликуларната течност. Значи директно негативно влијае на јајната клетка, иако нели кето диетата се колне во тоа дека ги зголемува бројот на митохондриите. Можеби да, на ниво на клетка, но не мора да значи дека квалитетот на тие митохондрии е добар. Затоа дефинитивно и со сите студии до сега, и со сите експериментални студии, например, направени на ниво на клетка, медитеранската исхрана комбинирана со сите макро и микронутриенти, како што кажува, и сепак, например, една пациентка која што има некаков проблем со исхраната или има некаков проблем челендж, нели, во кога почнува со инвитро процес и доколку е заинтересирана да подобри таа исхрана, јас би рекла да се консултира со стручно лице за тоа. Ние не сме стручни за тоа, гинеколозите. Небитно јас, нели, што имам дипломи од што све не. Стручни се, например, според мене, специјалистите ендокринолози и специјалисти по болести на метаболизмот. Значи, не некој кој што полу го разбира процесот, туку некој што вистински, длабоко, суштински го разбира процесот и кој што ќе е спремен пациентот да го води низ процесот на здрава храна. Зашто нешто што нас ни е вродено, да знаеме како да се храниме, значи ние тоа, како малите деца интуитивно тоа го прават, нели? Ние после тоа го губиме со тоа што сме изложени на конзумеризам, на преработена храна и на све, и нас сега ни требаат стручни луѓе за да не вратат назад во нешто што ни било природно. И затоа би рекла секогаш само со стручен човек. Да. Не со полуинформиран
од областа. Дури ни јас за себе не викам дека сум комплетно информирана за тоа, затоа што генерално ќе кажам да, ама секој организам бара точно одредена количина на јагле, хидрат, протеин, масти, овошје, зеленчук, затоа што, например, одредени болести, например, еве на тироидната жлезда, нема да одат со исхрана, нели, како што се овие, не знам на македонски како беше терминот, како што е зелката, карфиолот, брокулат, значи, специјалист треба да ја води и исхраната кај овие. Да, и таа е индивидуална. Кај овие пациенти, како лична карта што е секој, затоа што ете го ChatGPT-то ќе идеме си таа исти. Интуитивно ние треба да знаеме што како да се храниме, ама со све ова што е околу нас, нели, газирани сокови, процесирано, све ние веќе го изгубивме интуицијата за тоа што му треба на телото. Не случајно здрави црева, долг живот. Да. И здрава исхрана, долг живот. Да. Сега ние многу говориме што треба, а треба да се говори нели и што не треба. Почнавме нели со трансмастите и со сладките работи, нели продуктите кои што имаат високо ниво на шеќер. Алкохолот, кофеинот тука е дискутабилно, нели што да се советува. Алкохолот во принцип нели да не се претерува. Секоја единица на алкохол може негативно да делува, се што е во претерано количество, додека за кофеинот ограничувањето е некаде околу 200 милиграми дневно. И сега во поглед не само на тоа што пациентите треба да прават и да избегнуваат пред инвитро процесот, многу важно прашање кое што сметам дека треба да го адресираме е суплементите и во тој поглед како треба да се однесуваат пациентите, бидејќи верувам дека ќе се сложи доктор Гожанова, сме сведоци на пациенти кои што се преоптеретени со информации и тешко им е да ги селектираат. Се соочуваме во ситуација, се доведуваме каде што пациентите со цел подобрување на плодноста земаат некој природен субстрат, некој суплемент. Тоа сметам дека е еден од најголемите маркетички трикови, затоа што не е на природното еквивалентно на здраво. Има во природата многу продукти кои што се отровни. Има многу суплементи кои што ако ги надминеме вредностите кои што и се претера со конзумирање, може да направат наместо позитивен негативен бенефит и да предизвикаат токсичност. Така што треба да бидеме внимателни кога ќе каже пациентката гордо дека природен е лекот. Некогаш може би подобро е да е фармаколошки тестиран и да сме сигурни во тоа што прима, отколку природниот лек кој што и то концентриран, не е тестиран. Друго е кога тоа би било како билка да се внесе во мала количина, друго е тоа кога тој природен лек е екстракт или концентрација на сега секако не кажуваме дека сите суплементи дека е лошо да се, меѓутоа треба да биде во консултација со специјалист, да не направиме повеќе негативен од позитивен. Да, имам тука на пример да речеме замерка кон индустријата. Веќе индустријата на суплементи станува поголема и од фармацевската индустрија, а нивното главно мото е дека они не нудат хемија. Суплементите како се хемија, витамините се имаат баркод. Имаат баркод и се и како хемија. Значи, одредени, како што кажа доктор Марија, поголеми количини на суплементи, на витамини можат на долги стази само да наштетат на телото, да натрупаат токсини, посебно на липосолубилните витамини. Например, витаминот А, сите знаеме колку е тератоген и дека тој се таложи во мастите. Витамина. Например, сега кажувам, не го има Макдонос. Не ли имаше во Макдонос витамин? Не, во морковот. Витамин С. Во морковот е добра форма, бета-каротене и тој се точно во одредена количина се претвора во ретинол. Зборам за ретинолот, значи за ретин А, уствари, витаминот А. Да не навлагаме премногу, чисто ќе кажам примери. Подолго време се пие, например, подолго време суплементи, мали дози, ама тоа се таложи и после тоа таложење ќе направи штета. Фолната киселина, високите дози на фолна киселина, например еве на активната фолна киселина, метилирана фолна киселина, која што се дава да се пие кај пациенти кои што имаат генетски дефект во метаболизмот на фолатите. Не мора за сите. Значи кај тие со генетски дефект има, се кажувам примери, има
зошто се дава да се пие големи дози? Кај оние кои што немаат таков генетски дефект, големите дози на активна форма на фолна киселина доведуваат до силни главоболки, мигрени и до други штети на телото кои што нас дури не ни се познати. Високите дози на B12, кои што долго време високи дози прават дури и некрози на црева и некрози на ткивата. Високите дози на витаминот С може да направи неверојатни метаболизмот. Така беше, само витамин С се лачи низ метаболизмот или и тој ако се претера значи витаминот С, најобично витамин С ако се претерува, може да направи тешко нарушување на цревна флора, проливи, оптретување на бубрези, оптретување на бубрезите, значи целата суштина и не е во дозите. Сите се некако нападнати од таа индустрија дека тоа треба да бидат мега дози. Не е точно. Значи воопшто не треба да бидат мега дози. Тоа треба да бидат мали дози на комбинирани препарати кои што ќе бидат, затоа се вика ти додатоци во исхраната. Доколку исхраната е како што зборевме, балансирана, здрава, колку што можеме денеска на овој воздух, вода и земја да биде здрава, но балансирана, богата со овошје и зеленчук, ова да дојде како додаток во мала количина, кој што само нели ќе ги зацврсти штрафчињата. А луѓе кои што никаква не обраќаат внимание на здравата храна или нели се хранат по одредени модерни диети и внесуваат големи количини на одредени суплементи за кои што прочитале дека се добри, одат директно на хајвеј, на пат кон болест. Значи, апсолутно, индустријата на додатоци на исхрана треба да биде под контрола на медицината. Не на своја рака. Не што прочитав или што видов по социјалните мрежи да се зема. Например, еве ќе кажам еден пример. Маката. Маката е идеална за жени кои што во Латинска Америка. Ама маката на нашите жени не делува. А нели во климакс се препорачува? Се препорачува да дури некои ја земаат маката и за подобрување на спермогенеза, за подобрување на квалитет на јајни клетки. Значи нашата генетика, маката не ни делува така поволно и позитивно како што делува на генетиката на латиноамериканските жени. Значи најдобро од поднебјето да се храниме. Токму што така. Живееме, тоа да го јадеме. Значи она што е на околу тебе, значи не за џабе сме тука родени, тука растеме, на ова поднебје, на крајот на криштата можеби на овие токсини веќе се навикнуваме да наши се домашни. Наши се да преживуваме. Има и од Индија, од Кина, не се само наши. Токму така, да. Значи така да навистина не треба не мегаломански, туку умерено. Лекот е во рамнотежата и лекот е во едноставното. За исхрана и за суплементи, 100% важи ова правило. Рамнотежа, едноставност, мали дози. И за суплементите, 3 месеци се примаат, се прави месец или 2 пауза. Не сме во континуитет да се пијат година дена. Значи имаме ние во својата пракса, нели во разговор со пациентите дознаваме дека они веќе 2 години пијат огромни дози на некои витамини и тоа не и веќе неколку емисии да чувствуваат дека нешто не е во ред. Значи и препораките на докторите треба да бидат 3 месеци витамини или 4, 2 месеци пауза. Исто и за витаминот Д би потенцирала, ние сме поднебје каде што нели сончеви денови изобилуваат, но реалноста е дека посебно во нашите амбуланти сме сведоци на многу висок процент од пациенти каде што фрапантно ниско ниво на витамин Д се диагностицира, заради тоа што современиот начин на живот не е како пред 20-30 години. Ова сонце не е исто како пред 20-30 години. Ние посебно во летниот период кога најмногу треба да имаме контакт со сонцето за да се создаде витамин Д, ние бараме сенка повеќе. Така што апсолутно витаминот Д и ниските вредности се поврзани со низок закаденоста и на воздухот, мислам. Не, со низок, мислам тоа точно, меѓутоа со негативен лош исход од инвитро оплодување, значи треба нели тоа да се испитува и да ако се дефинира да се соодветно третира, меѓутоа има пациенти каде што кога ќе го дознаат тој исклучително низок дефицит,
одат со многу високи дози, бидејќи витаминот D, за разлика од другите витамини, нема некоја конкретна катав вредност дека ќе предизвика токсичност, иако многу високи вредности на витамин D секако може да имат одреден негативен ефект, така што земаат и по 10.000 дози, што апсолутно не се советува. Значи, ако имаме дневно, да, секако, така што треба и тука да се консултира стручно лице и да се даде соодветен совет. Зборувавме за исхраната, за диетата во процесот инвитро, а не вака, за да не стане некоја забуна. Докторката каже 200 грама, колку ја кажавте, милиграма? 200 милиграма кофеин. 200 милиграма кофеин, во текот на денот, една чаша вино, максимум, докторке. Може. Алкохол генерално треба да се исклучи, ако си конзумираат редовно алкохол, во текот на инвитро процесот може да конзумираат една единица нели дневно обата партнери, но после тоа веќе не препорачувам, заради тоа што во бременоста не се знае кој е, доколку се деси бременост, кој е нивото на алкохол во крв кој што може да доведе до алкохолен фетален синдром. Али во текот на процесот на инвитрото алкохолот не се покажал дека е тератоген, дека е негативно влијание има врз квалитетот на јајните клетки или квалитетот на сперматозоидите, не е поврзан, збориме она препорачена доза од една единица нели дневно, не е поврзан со анеуплоидни ембриони, дури напротив, алкохолните пијалоци кои што имаат низок процент на алкохол, како што е или посебно црвеното вино кое што е богато и со расвератрол, со антиоксиданс, или пивото кое што има низок процент на алкохола, има богато со Б-витамини и други антиоксиданси, има дури и поволно влијание врз ангиогенезата, врз циркулацијата и со својот антиоксидантен ефект и врз квалитетот на јајните клетки и на сперматозоидите. А за кофеинот, како што да се надоврзам на докторката, кофеинот кај жените има позитивен ефект заради зголемената циркулација низ јајникот, а негативен ефект заради зголемената циркулација во тестисите, кој што па доведува до зголемена топлина. Жената може да пие кафе, а мажот може да го свари кафето и да ја послужи. Може така да се договорат. Така. Да сте ни живи и здрави, останете во добро здравје со чаша црвено, македонско вино, пивце наше, една чаша кафе во текот на денот и се ќе биде како што треба. Добро избалансирана. Балансирана исхрана, консултација со доктор за суплементи или доколку земат на своја рака суплементи нискодозажни, комбинирани и нормално секогаш докторите се достапни, барем во нашата земја. Докторите се достапни на своите пациенти.